А, добар си. Јас од ова се фасцинирав од цртани јунаци, меѓутоа направени до совршенство. Види го Мики Маус. Тој со jumping clay. Не само тоа, види го ова ти. Чекајте. Види го ти. Значи направено до совршенство. Да, на секоја ситница се Еве сега, внимавало. ќе го зумнеме малку, знам. Вики ќе ја почекаме. Не е проблем. До секоја ситница, тогаш ќе ги земам двете во рацете, чисто да се споредат две комплетно различни тематики. Еве ги. Погледнете. Совршено направено. Станува збор за jumping clay, односно скокачка глина, меѓутоа во случајов ќе ја представиме како весела глина, да. Така, добре дојдовте да собственикот на Jumping Clay во Скопје. Да, Митко Андонов е заедно со нас. Митко, добро утро и благодарност што од Струмица дојдовте во Скопје да бидете дел од оваа емисија. И Михаела, да не ја заборавиме, која што тука на лице место ќе ни направи нешто од оваа глина. Важи? Важи. Михаела, Филипо, од помаранџестата и ти се фати, ти треба малку. Многу интересно. Не, добро. Зошто е jumping скока? Скока. Да видам како скока. Еве сега направи само Еве да топче. видиме, Добро. Вака. Еве вака и сега кога ќе го Стварно е jumping clay. Супер. Тоа е оствари една од интересните ситуации, така децата се ние тука си работиме. Со правење на Сите основните се во- форми, Дај ми топче. едно топче и мене. Чекај па да го направам. Ете го. Еве. Би сакала да ве прашам како пред се дојдовте до идеја за да се отвори нешто вакво во Македонија, со оглед на тоа дека ова што го гледаме овде е навистина фасцинантно и колку децата се занимаваат со ова. Ви благодарам уште еднаш за поканата, задоволство ми е да видам тука со вас денес. Како дојдов до идејата? Првично, ситуацијата е Овде се работи, се прават најчесто тргнуваме од себе. тоа. Јас имав таа среќа да имам два сина, кои што се 3 и 1, и видов дека кај нив се појавува проблемот со технологиите, дека стално се сака да биде на телефон, на телевизор, на компјутер, на лаптоп, да. И се потешко е тоа да се оттргне, да им се одземе тоа задоволство. Така да губиме еден дел кај нив. Додека патував, јас имав таа среќа да бидам дел од една одлична екипа и фирма, Колит Естим. Таму работев како експорт менеджер, додека патував по земите низ Балканот и Италија и Австрија, можев да видам разни промени, различно каде, што е подобро во тој дел. Така во Хрватска во еден наврат се запознав со овој систем, контактирав со луѓето, видов дека уствари франшиза која што има во 45 земји, каде што комуницирав со луѓе во Германија и започнавме некоја комуникација за што е тоа што треба да го направиме за да може да го имаме и во Македонија. Митко, од каков состав е направена оваа глина? Тоа е интересна тема. Овој составот баш се развива некаде 20-тина години, уште пред 2000 година во Кореја го развиваат. Првично започнува да се користи во индустријата, во делот со компјутери и слично, меѓутоа потоа кога увидуваат колку многу неверојатно добри особини има, се променува и се прилагодува да биде за користење и кај децата. Значи најважното е материјал. Да. Најважниот дел овде е што оваа глина не е токсична. А јас малиот син уште омилена фигура му е фигура, не туку омилено му е да ги јаде. Така да кога седнеме големиот ги креира, а малиот ако него у моментот ако него фатиме си може да му изгледаат како бомбончиња сега да ги изеде. Секој некој различна боја. А што може да се проба? Може, апсолутно. Да, не е токсично, нема никаква штета, не е прв пат. Пинокио. Имаме под специјална алатка, ќе ја побараме, ќе најдеме и се користи Пинокио, кој е специјален алат за да може да се во кесата. И треба на Михаела Пинокио. Ние сме Тоа е една од најголемите предности, значи не е токсично и може да го користат сите возрасти. Практично, за да биде некоја интересна фигура, би корисно да бидат деца над 4 години, мислам дури тогаш почнуваат да може да си креира, да си ги реализираат своите желби, најмногу за да може да посветат време, затоа што помалите деца не може да се фокусираат подолго од 2-30 минути и препорачливо е ако веќе сакаат родителите да седат покрај нив. Практично е обврска за родителите.
а кај, ајде да кажеме 5, 6, 7, 8 годишните деца е неверојатно добро затоа што тука веќе деца кога ќе почнат да креираат, родителите се безбедни, немаат потреба да се ангажираат, се седат на страна, си уживаат. Одлично. Колку време трае отприлика една ваква игра? Еден час? Една фигура. Значи, во зависност од комплексноста на фигурите, може да трае 1 до 2 часа. Отприлика тука некаде. Сега тоа зависи од тоа колку децата порано работеле, колку знаат да прават фигури, дали имат искуство, дали има прв пат. Но имаме искусни инструктори кои што поминаа обука од Кореја. Имаме значи долга обука која што траеше 1 месец и инструкторите се професионални инструктори што им помагаат на децата за да ги финишираат фигурите. И тука е исто голема предност што најголемата разлика со било која играчка друга е што овде не е само нешто да купат, да добијат, туку ние ги учиме децата како да креираат. Значи практично Пазете, тука има и внимание, да речеме. Почнуваме од тоа, потоа креативност. Губење условно кажано на времето, меѓутоа на некој убав креативен начин, што е многу битно, апсолутно. А не пред таблети, пред социјални мрежи кои што се за жал се поуфатни во денешно време. Не знам како може да се произведат, да се направат сите овие нешта. Например, видите го ова како е направено, значи до совршенство. Совршено, видите ги The Simpsons, апсолутно. Еве, може Вики со оваа камера ако успее. Значи се е направено во колку досега има интерес според она што можете вие да видите? Со оглед на тоа дека е релативно нешто ново кај нас. Во секој случај е многу нов систем. Ние функционираме во Македонија од 24 декември 2016, значи 1 година од прилика. Така. Да, 1 година од прилика сме во Македонија. Со тоа што до сега функционираме на две локации. Првиот објект кој што јас го отворив е во Струмица, во трговскиот центар Глобал. И вториот објект ни е овде во Скопје, се наоѓа позади млечен ресторан во Карпош. Добре, да знаеме, значи Скопје дека има каде да. Тоа е продолжен салон за Не, работилница. Работилница. Имаме. И си креира детство. Еден објект функционира на следниот начин. Во зависност од и површината и намената како е прилагодено, меѓутоа во суштина има 3 опции. Едната е најважниот дел е работилница. Значи ние се трудиме кога ќе дојдат децата внатре, кога ќе седнат да работат, да ги научиме како да ги прават фигурите. Не ние да ги произведуваме за нив. Иако е многу важно, апсолутно. Иако има случаи каде што родителите се бунат, бараат да биде некоја совршена, сако ќе видат вака и вика направи ти. Сакам и јас такво, па не може. Така. Кога така е, треба детето да си го направи, не родителот. Целта ни е детето го направи и во голем дел од случаите така функционира, значи бар родителите ги оставаат децата саат, 2 сати и они си прават фигура. Добриот дел е што кога ќе ја направат фигурата, ова е најинтересниот дел, што е различно од друг вид на забава. Кога ќе ја направат фигурата, ќе видите сега Михаела, фигурата во допир со воздухот стрднува, значи нема потреба од печење, нема потреба да ве прашам, затоа што вака како што гледам, значи глимата си е еластична, мека. А дали се употребува да речеме повеќе од еднаш? Се тој дел. Дали се фрла од како ќе се употреби? Како функционира тоа? Тој дел е интересен. Вака, значи најголемата предност од кога ќе заврши детето со фигурата е што си ја носат дома. Значи не е само играње, нели класична игротека кај што ќе играме, нели, си има некои позитивни страни, меѓутоа овде кога ќе направат играчка се ја носат дома. Како гледаме дали е позитивно или негативно, не може да се користи повеќе пати, значи еднаш кога ќе стрдне глината, потоа не се користи. Значи стануваат вакви фигури и овие фигури се цврсти фигури кои што нема назад. Меѓутоа и нема кршење. После колку време се стрднува? Така. За еден ден стрднува, зависи некој бој повред, некој полавно, меѓутоа отприлика за еден ден добиваат фигура. И многу интересен моментот кај што најчесто децата кога ќе почнат, кога им е ново интересно, најчесто прават магнети или привезоци. И сад магнетите ги редат дома на фрижидер. Да, и интересно. која е тука предноста? Предноста е, ова е фидбек од родителите, не од нас. Родителите велат,
огромно е задоволството кога ќе ни дојдат гости, луѓе се фалат. Погледна фриждерот, јас го направив ова. Видиш што, па да. Да. Значи, работиме на еден од најважните елементи кај децата, а тоа е за мене најважно е самодовербата. Кога нешто ќе направите и тоа со своји раце, Многу тогаш, повеќе да, вреди. и Така си е, задоволството, така си е. и добивате и на самодоверба, да. Колку интересно мене ставувате опрескава успешни. како стиска. Да. Многу е убаво, стварно. Тој момент е интересен, има дури некое на добро смиреност, чувство. види. Тоа. Те смирува, ти е некако баш онака Имавме- интересно. Е, За да, прв пат- порелаксирана си сега. Види? Да. Пушта на скроз. Чига, ти направи едно капче. Вака, за прв пат сега, 9 февруари, направивме работилница за возрастни. Аха. И, Каде? беше интересно, во Струмица, во објектот во Струмица. Ние се трудиме да ги пресликуваме системите и Скопје и Струмица, меѓутоа зависи од термините, зависи од многу ситуации. И каде што возрастните правеа рамка за слика, како ова плавата шо е, Како ова? малце помала, Чекај, да. Како ова? Опа. Ова? Ова? Да. Не куче, Не, кучето си е, рамка. да. Добро, да. Затоа што ова може вака рамката да става дигнеме, нели да. као Ова си Валентин. е рамка, да. Прекрасно. Да, и они колку правеа е само со срциња, Па, нешто да. што е нели во склоп со Предубаво. празникот, да. И имавме интерес, 10 луѓе имаше за прв пат за почеток. Возрастните малце тешко се опуштаат овај, нели Митко, многу ова си луѓе ќе класична велат, ова е детски, ова не. рамка, од озгора си се Да, става обложена е. глината. Да. Обложена е со ова е различна глина, bubbles, ние ја носиме сега, ја Да, се користиме гледа како малку снег, како како внатре, земја, како како под површина, да. Како за пилинке. Да, добро за пили. Нова намена ќе измисли. Но, бе, Значи да. и возрастните се пронајдоа во Так, правењето да. на ова jumping Имаме play. така. повремено доаѓаат возрастни затоа што како што реков додека децата креираат 1-2 сати, родителите се раат, можат да пијат кафе слободно, можат да одат На нешто танара. шопинг, можат да не знам, било што да завршат фризер, било што Да ќе си има бркаат некоја обврска, работа. да. А ние 1-2 часа, колку што е зависност од фигурата, комплексноста, се грижиме за детето да биде анимирано и да може да креира. Тука ги учиме чекор по чекор, меѓутоа сето тоа зависи од колку детето има желба, волја, колку Да, добра алтернатива докажа. за Јас ми компјутерите, ја за прашала Михаела технологијата, сега, да. додека го работи тоа. Михаела, колку време ти веќе работиш со оваа глина? Па јас од кога мајка ми го донесе, има првен девојчињата што сакаат да се вработат, има обука. И јас секој ден бев со нив и со помош на инструкторите од Струмица и со нив, заедно со инструкторите, учев како се работи со оваа глина. Михаела, Прилика од мај. И сега што е што го правиш? Нима? Ова е рибата Нима, моето се уште не е готово, но отприлика тоа, да. Леле, колку убаво. Дали покрај рацете кои што се главната алатка, има и некои други алатки кои што помагаат во правење на Ова е Пинокио, ова се користи како алатка со која може да се работи со глината, например. за сечење Да, претпоставувам. за сечење, за правење дупчиња, за вдлабнување, а има како и... за сукање пита вака да се издолжи. Има инструкторски прибор, тоа е само за инструкторите, тој не е баш наменен за дечињата, но со оваа алатка не е опасна, не може да се исече никој ништо и безопасна и не Рибата може. колку е убава. Подигни ја вака да ја видат и гледачите. И тоа Значи, што ти како го е работиш направена, сега во совршено. момент. Ева го мојот. Ете го. Леле, одлично е. Уште малку и ќе биде готова. Да, Михаела, да што ме супер. научиш и јас да правам вака. Ќе ме Тоа ќе биде учиш? малку потешко. Децата имаат поголема имагинација, во тоа сум убедена. Јас ќе ја Сигурно. слушам, она што ќе ми каже, тој ќе правам. Така најубаво се учи. Кога некој знае, Значи, Митко, со други зборови, чувствувате дека има промена кај народот и дека сака едноставно да види што е Да, jumping clay. огромен бенефит до сега е што 100 од 100 луѓе нивниот коментар е неверојатно, браво, супер, одлично, добра опција, супер е. Приемот кај луѓето е одличен. За жал, сепак има и некој момент, дел кај што луѓето не им е јасно, чудно им е, па се плашат или што им е чудно? Во некои моменти не веруваат во производ или не знам како се сомневаат, затоа што има многу производи на пазарот и голем дел се, да не кажам, фейк. Значи ќе добро, купите да. нешто не функционира Да. тоа. За се треба време. Так.
Кај нас е најголем бенефит кој што ние се фокусираме е едукативниот дел. Слоганот на Jumping Clay на World е Learn through play. Значи учиме преку игра. Значи целта е тука децата да се опуштаат и да може да и комуницираат помеѓу себе, затоа што ние дојдовме момент кога веќе има едностранна комуникација, кога они гледаат само од таблет, знаат англиски, меѓутоа не комуницираат, не враќаат децата, не. А овде они помеѓу себе си разговараат децата, дечиња и они си нешто си креираат, си прават, се смеат. Па ќе види едниот од другиот, па ќе направат нешто слично, па интересно. Така да доаѓаат луѓето се повеќе и повеќе. Се плашам од моментот каде што ако луѓето не се запознаени, добри се вакви емисии каде што луѓето би слушнале нешто повеќе, затоа што ако купат на пример глина и ја однесат дома, а не знаат што и како функционира, ќе отворат и за еден ден ќе стврдне и потоа ќе ја фрлат. Ќе добиеме негативен ефект. Чекај, после отварањето за колку време се стврдува, некаде за еден ден? За еден ден, да. За еден ден веќе се може полека, полека. Ништо не се крши да паднат. Можеме ако треба со секундарна лепила ги може да ги вратиме. Например, било кое од пакување, ова е оригинално пакување кое што доаѓа како проizvod може да се купи за дома. Кога ќе ја отворат ова виолетова боја, овде е на zip, easy pack. Да, само натаму на камерата, ете така. Се отвара овде, добро. Потоа ја користат, она количина што ќе остане, пак ја враќаат внатре и потоа пак со zip се затвара. Аха, добро. И останува долго, нема проблем тогаш. Или ова пакување. Меѓутоа, значи ако е надвор, тогаш доаѓа до стрднување после еден ден. Добро. И овие се затворени со дупли и вака. Нема контакт со воздух. Дупли се. Меѓутоа кога ќе го отвориме еднаш, почнува да се суши. Значи поентата е децата треба да ги работат фигурите 1 сат, 2 сати дома колку сакаат, потоа пак го враќаме и го запечатуваме. Ова од кога е отворено? Па не знам, од кога дојдовме, кога почнавме? Да. Не, затоа што гледам дека уште е пресно. Нема, додека го играте, цел ден ќе стои. Ако го играш, братце, цел ден ќе биде вака. Не е проблем, нема да се исуши никогаш. Мака нема. Нема мака. То може. Од топлината на рацете гледаш? Да. Си се размикнува. Баш така, од топлината на рацете омекнува. Топлината е таа што помага да омекне, но има и други. Топлината чуда прави. Чуда прави, така. Вистина е. Имаме и некогаш други коментари, почесто кај родителите, например кога велат на моето дете раците му се суви или слично, или ако возрастните малце фатат од глината да играат, помага затоа што ги навлажнува и раците малку. И тој момент помага. Луѓето што имаат има интересен мирис. Да. Чеј, секоја боја има различен како на мастика. Сите имаат мирис на јасмин. Така. Сите имаат мирис како на мастика за жвакање ми. А тој мирис е таков и опушта. Баш е мирисот тој што опушта. И како скокана? Да. Jumping. Баш е jumping. Браво. Факе Михела. Факе. Фрлап. Работи девојчето. Ако да си поиграме малце. И ние сме никогаш дечиња, што ако сме возрастни. Да. Така е. Добар е тој момент. Добро, вака на пример тешко е да се пробие човек на пазар. Неверојатно е тешко. Тоа е тешкиот момент. Тоа е најтешкиот момент. Колку чини на пример еве за родител да го однесе детето? Во зависност од периодот колку што ќе седи и која е големината на фигурата. Меѓутоа некоја обична фигура, сад немам по големини да не ги класифицираме. Фигурите сами си ги бират какво? 150 денари, 250 денари, зависи од фигурите сами си одредуваат какви ќе ги прават или тамо има има работилница, значи има луѓе претпоставам кои објаснуваат. Има можеби по која што се работи, нешто било што. Согласно возраста. Работилници, неделни работилници каде што на пример ние предлагаме дел од фигурите кои што би ги правеле. Значи ги предлагаме фигурите и тие фигури најчесто се како на некоја промотивна цена за да може луѓето да, ако не знаат што тоа да го прават, а кај нас може да биде предно што ако седнат 5 деца, за нас е поедноставно 5 деца и една фигура да прават, отколку 5 дечиња различна фигура. Така се прави со некоја таква фигура. Ја бираат и како што реков, тоа зависи колку време и колку е сложена фигурата, колку глина ќе влезе внатре. Практично луѓето ја купуваат глината, ме саќате, они купуваат глина и ја прават. Инаку за дома може? За дома имаме преку 50 производи кои што не стигнав да ги презентирам и сите производи се сите производи се внатре со упатство, значи има чекор по чекор упатство како се прави секоја форма, крупче или конус или било што, како се прави секоја форма,
како се мешаат боите, колку 10 цело од бело со едно црвено или жолто и плаво дават зелено и слично, како да се измешаат и како да ги добиете новите бои. На крај се добива таа фигура која што децата ја купуваат. Например, можете да направите и морков. Може да направите секој може. Се едно. Значи, не можам со гуце. Фали уште зелениот дел вака да го додадеме. Така е. И да го гриснеш, пошто е јадливо. Не, ќе почекаме да стрдне. Потоа утре кога ќе биде стрдното, ќе биде грискано како морков. Така, да го привршиме разговорот. Односно една топла препорака до сите наши гледачи, дека едноставно, ако сакате нешто многу поразлично од тоа што го имате видено до сега, доколку го сакате вашите деца, па и вие повозрастните да си играте со нешто навистина интересно, топло ја препорачуваме оваа Jumping Clay. Односно, весела глина која што навистина пружа и големо задоволство додека го правите и го работите и при тоа навистина еве како што рековте влива и самодоверба кај дечињата. Креативност ја подобрува, моториката, фината моторика на прстите ги подобрува. Продуктивност и се она кој што е битно за едни дечиња. Михаела е во полна работна пареја. Михаела, може да го видиме ова што го направи на крај? Она интензивно работи на своето дело. Ајде. Со темпото како што тргнавме, значи за една година еве се проширивме на 2 локации. Нашата цел е да не има во што повеќе градови, така да апсолутно доколку има интерес, ние сме спремни да го прошириме ова и во други градови, Тетово, Охрид, Битола, Куманово, каде што би можеле да го овозможиме ова за децата. Верувам дека ќе има интерес. Михаела, стави го само вака во рачето да го фатат барем со во камера. одредени локални маркети да може да се набави, или? Така, да. Системот на кој функционира не е широка дистрибуција, значи нашите производи ги има 100%, целиот асортиман ги има во нашите два објекти. Можеби по не знам, 5-6 артикли ќе ги има на некои други локации, меѓутоа во екстремно мал број. Еве го тоа што го направи. Сите производи може да се најдат во објекти. Одлично, прекрасно е. Колку прекрасно. И очињата како си ги направила. Супер. Како прекрасната Михаела. Супер, браво. Ете така. Добро, да, тука ќе привршуваме, затоа што и толку некако многу брзо ни помина и времето. Навистина ни беше големо задоволство што денеска еве се дружевме со Михаела и со господинот Митко, кој ни пренесе некои големи новитети кога станува збор за оваа весела глина и и навистина ни беше многу весело. Да, може дури да се. Супер, ви благодарам многу што бевте дел од утринска на Телма, се разбира. Михаела, чао. Ќе се видиме повторно со некои нови фигури, може? Секако да. Ете така. Митко, ќе ни дојдете повторно. Секако. Ќе направиме нешто тука. Тука е на лице место, јас и Гоце ќе демонстрираме нешто. Да, дефинитивно. Апсолутно се согласувам, може да биде и тоа дел. Ние веќе се ствара таа армија на деца кои што веќе знаат да произведуваат, затоа што мислам дека во 7-8 основни школи веќе сме присутни во Скопје. Повеќе од 150 деца веќе имаат курсеви и веќе знаат како да ги прават фигурите, така да Михаела, ајде. Браво. Да браво за рипчето и за супер. Продолжете понатаму со вакви креативни производи и иновации, така да супер. Продолжуваме понатаму, мала кратка пауза, па се враќаме назад во студиото. Мурково ти не уста го стаи.